Вторите култури стануваат поисплатливи за струмичките земјоделци. Наместо скапите инвестиции во раноградинарското производство, многумина се насочуваат кон овој тип производство кое што најчесто завршува како суровина во преработувачката индустрија, велат представниците на земјоделците. Според нив, за тоа има голем број причини, а тоа е високата цена на чинење и незагарантираниот откуп. Мислам дека поготово со тие цени ќе бидеме сведоци да во наредниот период се повеќе површини да бидат засадувани со тие култури, бидејќи тука го ја тера самата екзистенција нашиот земјоделски производител и е задоволен од понудените цени. Мора да бидеме реални сега. Кога е задоволен самиот земјоделски производител, мислам дека во следниот циклус и дури доаѓа до зголемување на површините и до зголемување на производството. Годинава раноградинарските производи поминаа со просечни цени, со исклучок на пролетната зелка која што не се продаде и за која државата вети по 3 денари за килограм за предадена зелка на регистрирани откупувачки центри. Актуелната пандемија покажа дека инвестирањето во производство на храна е клучно за земјите. Македонија се води како аграрна земја, но статистиките на локално ниво покажуваат дека се поголема површина на обработливо земјиште останува незасадено. Македонското земјоделско производство последниве години се прилагодува и на климатските промени. Особено вторите култури кои што до неодамна се садеа на отворено, сега поради летните жештини мора да се заштитуваат во пластеници или со заштитна мрежа, а поради долгите сушни периоди се јавува потреба и од организирани системи за наводнување.